Со звукот на сирената и свиркување и пароли Велешани го најавија маршот за отпор на Здружената коалиција, кој вечерва се одржа во Велес. Се собраа во населбата Тунел, од каде начело со лидерите на партиите кои коалицираат против, како што велат, сегашниот владеачки режим, започнаа да маршираат по главната улица. Начело на колоната не достигаше само лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски, а во негово име се извини секретарот Андреј Петров. Смета дека имал повитна работа во што можеле да се уверат и граѓаните. Се надева дека, како што рече, ќе успее да издействува предвремени парламентарни заедно со локални избори, бидејќи после случувањата на 24 декември, оваа власт мора да си оди. Ни велат вчера дека треба да најдеме комисија да ја утврди одговорност. Каква пуста комисија кога од авион се гледа што се случи? Се гледа дека брутално беа тепани новинари и пратеници. Ни велат дека треба да ја лоцираме одговорноста. Одговорноста е лоцирана. Таа е во оваа власт. Затоа ги повикуваме да седнеме и низ политички диалог, да договориме да му ја вратиме власта на народот, на предвремени парламентарни избори. Денеска навршува еден месец од црниот петок, кога власта тепаше народ, пратеници и новинари, но и покрај тоа таа треба да се плаши од нас, а не ние од неа. Им порача на присутните велешкиот пратеник Маријанчо Николов. Не случајно, рече тој, граѓанскиот парламент се одржува пред гимназијата Кочурацин. Од 42 година исто така ги избркале средношколците од гимназијата. Тргнале на штрајк, им се придружиле сите граѓани на Велес. Ако тие тогаш можеле да се охрабрат, да испанат против окупаторот и фашистите, зошто ние да се плашиме од власта што ја бираме? Доста е! Оваа власт ништо не стори за градот. Го заборави додека вложуваше, сечеше ленти и ставаше камен темелници во останатите. Им порача на собраѓаните кандидатот за градоначалник Аце Коцевски. Во Велес не пресекоа ниту една лента, а поставија само еден камен темелник и тоа лажен. Недалеку од тука на новата театарска зграда. Го поставија во функција на изборите на 6 метри поголема височина од стварната, за потоа да го ископаат и да го фрлат во депонијата за градежен шуп. Коалицијата за отпор најави дека утре ќе протестира во Кавадарци, а за во сабота ги повика Велешани да се приклучат на големиот протестен марш кој ќе се одржи во Скопје.